Денес ја заокружуваме десетолетката на светската декада од 2005 до 2015 година под мотото Вода за живот, која се организира од Светската организација на УНЕСКО. Институтот за јавно здравје, како државна институција која се грижи за превентива и заштита на здравјето на населението, од 2010 година, изминативе 5 години, го одбележува овој ден со настани на кој единствена цел е да се потенцира значењето на водата во здравиот живот на луѓето, тоест да се нагласи дека само со здрава вода можеме да очекуваме и здрав живот. Оваа година светското мото е водата и одржливиот развој. Често слушаме водата живот значи, без вода нема живот, водата е здравје, водата е повредна од злато. На човештвото му е потребна вода. Капката вода е флексибилна, капката вода е моќна, капката вода е во побарувачката. Дали свеста за значењето на водата се зголемува од ден на ден, од година во година? Ако е така, тога сме среќни затоа што делуваме во наша корист и не ни се заканува жет, болести, епидемии, глад, студ, суша, поплави, елементарни непогоди предизвикани токму од нас луѓето. Чистите раце можат да ви го спасат живот. Токму тоа е целта на оваа манифестација, која под покровителство на Обединетите нации од 1993 година се одбележува секоја година ширум светот. Овој ден е празник на нејзиното височество водата. Ако се грижиме за неа, таа ќе ни возврати. Но ако ја злоупотребиме, таа пак ќе ни возврати. Изборот е наш. Без вода нема одржлив развој. Институтот за јавно здравје на Република Македонија, како превентивна институција и чувар на вашето здравје, Светскиот ден на водата го одбележува 6-та година поред. Секоја година, екипите на Институтот за јавно здравје на Република Македонија, кои секојдневно се грижат за безбедноста на водата за пиење, ги пренесуваат пораките на Обединетите нации дека над милијарда луѓе немаат пристап до безбедна вода за пиење. Дека над 40% од светската популација нема пристап до исправна санација, дека иако планетата Земја има 1.386.000 километри кубни вода, само 2,5% се сладка вода, и подсетуваат дека 95% од населението во Македонија има пристап до безбедна вода за пиење, дека се уште пиеме вода од чешма, дека на пазарот имаме безбедна и квалитетна пакувана вода. Без вода нема одржлив развој. Затоа секогаш, кога ќе ја пуштиме водата неконтролирано да тече од славините, треба да помислиме дека милиони деца ширум светот се жедни. Во 2010 година прв пат масовно испративме пораката Чиста вода за здрав свет. Ја испративме од Катлановска бања. Контролирајте ја безбедноста на водата што ја пакувате. На граѓаните им порачуваме: пијте безбедна вода, затоа што без вода нема одржлив развој. Во 2011 година на киот на Вардар, заедно со производителите на пакувана вода и учениците од неколку скопски училишта одговоривме на предизвикот вода за градовите, а ние ги пофаливме и им порачавме: пијте безбедна вода. Во 2012 година домаќин на Институтот за јавно здравје и на учесниците на манифестацијата беше општината Ѓорче Петров. Таа година производителите подарија неколку пакети пакувана вода, пренесувајќи ја пораката "Светот е жеден, затоа што ние сме гладни". 2013 година во паркот на водата во населбата Аеродром повторно сите заедно соработувавме за безбедна вода, затоа што 2013 беше прогласена за година на соработка за вода. Водата и енергијата се нераздвоени пријатели. 2014 година го окупиравме кањонот Матка, за да ја почувствуваме врската меѓу водата и енергијата. Научивме дека водата бара енергија и енергијата бара вода. И повторно подсетивме дека 780 милиони луѓе немаат пристап до безбедна вода за пиење. А ние во Македонија се уште секој миг можеме да се напиеме чаша безбедна и квалитетна вода. Доволно е само да ја свртиме славината на чешмата, ама треба да знаеме дека од нас зависи колку таа привилегија ќе трае. Денес, тука, во градскиот парк на Школка, повторно сме собрани со иста цел: да и се поклониме на водата која што го одржува нашиот развој. Почувствувајте ја моќта на пораките. Тие не се само реченици. Да ја славиме и годинава водата заедно со целиот свет. И да ја пратиме пораката, а со тоа да ја зголемиме армијата на луѓето кои имаат почит кон водата, како и кон животот.